Да, имаме... Ама имаме... Да. Имаме. Имаме една сирена. Да, всушност кој што ќе го најави нашиот следен гостин, Евесон, слушате, меѓутоа не треба да реагирате, треба да уживате. Не се секирајте, нема лажна тревога. Ова е вистина, но не се случува било каков пожар, затоа што овие луѓе кои што се најдат на календарот веројатно се изгасија. Така некако му доаѓа, нели? Веројатно сте сведоци на првиот македонски календар на пожарникарите кои што одлучија малку да бидат провокативни. Спасија, многу ме туркаш. Па да се движиш побрза, не случајно ти си денеска во црвено. Да. Може ќе станам и јас пожарникар. Ма не, пожарникарите беа во портокалово, нели? Иако мислам дека возилата се црвени генерално. Да. Денес ги имаме еден од овие пожарникари кој што беше најхрабар да зборува и пред камерите. Да не го утнам презимето Михаил Караколев, повели во Урбан Так. Го утна или не? Не го утнал, напротив, го кажа добро ве најдов, како што е редот да ви го поклонам календарот за кој што и сум причина за вашето гостување оваа вечер. Чекај сега да те најдеме, кај си ти? Ево во средина. Ти си на средина? Ето така. Тоа значи дека ти си водачот, чекај на оваа камера, ти си водачот? Па водачот? напротив, не значи дека тоа е сосема случајно, меѓутоа, ето, така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 храбри момци одлучија да се разголат. Токму така, 7 храбри момци кои што се представници на сите 4 четина противпожарната бригада во градот Скопје. И ето така пробавме да бидеме сите застапени, дури имаме и еден професионален водач шофер кој застана храбро исто да се фотографира, нели, полугол како што ќе речат другите. Да. И успеавме да го направиме тоа што не веруваше никој дека ќе го направиме. До година голи. Па можеби и оваа 2020 ќе направиме, имаме идеја да направиме на цела Македонија. Тоа е нешто, еве сега ви кажувам премиерно. Ето, да си седнеш домакински да те пречекаме. Ето така. Да. Добро ве најдов. Струи денес спаси, тоа не ми се допаѓа да бидам искрен. Таа на камера не се гледа, затоа не мора да збориш. Да. Ќе го покажуваме календарот паралелно, а потоа ќе ги видите и директно фотографиите од режија. Ова е нешто што последниве години е тренд генерално на светско ниво, но кај нас веројатно немал храброст некој да го направи. Вие го направивте тоа и тоа ми кажа дека независно сосема од самата институција каде што работите, нели? Како се одлучивте, како успеа да ги убедиш да станат ти? Види, има една голема разлика во тоа што некој ќе рече нема храбри момци да се појават полуголи на фотографија, меѓутоа имаше една нова генерација претходно вработена, сега има уште понова генерација, се надеваме и со нив ќе дојдеме до таков проект. Успеавме у муавето 2 минути да ги убедиме, затоа што дечките пратат интернет, пратиме сите интернет, знаеме што е во тек. Немавме никаква пречка во договорот, се појавија дечките на кастингот го правеше Ненад Келебич, моментално го гледаме еден мој колега од 4-та чета, поздрав до цела 4-та чета. Телефонските броеви каде може да ги најдат? Нека се јават после емисија, точно така. Да. Спасија ќе ви ги прати лично. Да, може и така. Што ќе ти кажав, идејава ја возам од самото вработување во противпожарната служба. Еве сега се најде еден, да го пофалам и фотографот Димитар Апостолов, кој се најде насред на мојава идеја да прифати и да го изработиме ова до крај. Имаше храброст и гледаше дека гледаше светла иднина во однос на календарот. Сега го гледаме оној професионален водач Антонио, поздрав и до него. Тоа ми беше битно да бидеме застапени пожарникари, да имаме од сите 4 брои противпожарната служба на градот Скопје. Ги имаме сите застапено во календарот. Им понуди на многу повеќе, овие прифатили како одеше целиот процес? За кастингот, како што спомнав претходно, беше еден мој колега од мојата чета, Ненад, кој воедно и носи сребро во карате на Македонија. Не случајно, да, имаме и каратисти во нашата служба, да, кои се шампиони на држава. И воедно праќаат извинувања зашто не можеа да гостуваат оваа вечер, се на надпревар некаде во странство, нека извинат не знам во која држава, меѓутоа ето. Имаме момци од секаков калибар, спремни физички за работа. Он ми помогна во бирањето на кастингот со луѓето и изборот за календарот. И не знам што би долу понатаму околу тоа, така да... Па ништо да си го имаат и да си уживаат. Апсолутно. Да ги бројат деновите. Апсолутно. Нели, тоа беше и целта. Браво за ваквиот потек, апсолутно е за пофалба, дефинитивно. Ти благодарам. Меѓутоа, да се навратиме на твојата приказна. Момчињата обично како мали, да, тоа стануваат пожарникари, фудбалери. Дали случајот беше и таков и со тебе или
Како започна? Ако се Како ла- влезе во оваа професија? А ако се лажеме, ако ме држат сеќавањето до тогаш сите ние сме биле полицаец, пожарникар или брза помош и нешто слично. Понатаму во животот се менуваат нештата, не дека буквално јас се сеќавам дека сум сакал, напротив не е така, нели реално. Јас претходно се бавев со стрит фитнес, се бавев со фитнес и со секакви проекти врзани за физичкото вежбање и градење на телото. Ова случајно се појави на оглас, покрај тоа што е физичка работа и многу хуманитарна работа, ми се врзаат двете жички, ете успеав да се вработам, не знам како ни јас се уште. Сум благодарен на службата и на градот. И тоа е тоа. Ама верувам дека е гордост и за тебе, а воедно и за... Гордост и за мене и за мојата фамилија и сите што, да. И ова е настрано од сликањето и сето тоа, ова е една сериозна професија кога се случуваат трагедии, а вие имате таа одговорност да ги спасите останатите, а при тоа изложувајќи се себе си и својот живот во целата таа Точно, атмосфера. кога веќе спомна трагедии, нема ни да ја исклучам оваа прилика да дадам сочувство до погиналите и повредените на 14-ти овој месец, поради кој беше преместена промоцијата поради морална и секаква причина, нормално. Мојата служба е инволвирана директно во спасувањето на жртвите, така да настанот беше пренесен и како што напомена ти, таа е една од многуте, меѓутоа досега за мене и за сите овие колеги кои што се на календарот и колегите кои што беа директно инволвирани од 4-та чета на градот Скопје, е една од најтешките ситуации со кои што се справила ниту ние, верувам дека и полицијата и брзата помош ќе се согласат на истото. Така. Ке се, за жал се случуваат и вакви работи, да се задржиме на убавото, како викаат. Так. Сепак ги кршите стереотипите, правите нешто ново. Ми кажа дека на шега, меѓутоа заминаа сите календари. Така, се така, бараат, да почнувајќи многу луѓе не верувајќи, абе ајде каде вие ќе се соблакате голи ова, она, вмешани си униформи, вмешана е служба и сето тоа. Меѓутоа, од кога ги информиравме оние луѓе кои што не веруваа во нас дека ова во светот веќе се прави веќе 10 на 20 и повеќе години, од кога погледнаа, го прифатија тој и покажаа палец, така да го истеравме до крај. И како што напомена ти претходно, извини ако те прекинав, Не. ова го правиме, како што се вели народски, про боно, го правиме од желба, Од себе си. од самите себе си, така без никаков спонзор, без никаква помош, чисто да ја промовираме службата, а и себе си, а и воопшто да се разбудат граѓаните дека оваа служба нешто работи и дека има млади, така и постари луѓе желни за работа. За да бидеш дел од оваа професија треба да си психички, меѓутоа и физички активен. Веројатно секој ден ве почнува со вежби. Да, треба да сте во форма, нели? Што би додал? Малку околу тоа. Тоа нешто околу формата. Не можам да го формулирам прашањето, да. Да, има една класика, ние што допаѓа велиме музиката? во 7:00 се цртаме, се нацртуваме како чета пред командирот на чета во 7:00. Колку и да исполнуваме квота, иако не исполнуваме доволно, е еден апел и до градот и до државата, мора да отворат што повеќе работни места, пожарната е во минус во однос на работните места. Значи се редиме во 7 часот, добиваме дневни заповести, во меѓу тие дневни заповести и меѓу нив стојат програми во кои што е покажана физичката активност, но истовремено и тактичката способност на сите нас пожарникарите. Значи, ако некој мисли во државава дека ние немаме програма и те туку така седиме и го чекаме звончето, апсолутно не е така, еве, јас сум сведок. Од никогаш не ми било јасно како точно функционира еден работен ден, да речеме, на работен ден. пожарникарите. И да, веројатно сум го колку помислувал трае, тоа. да. Доколку нешто не се случи, Ето немаат убаво работа. прашање, јавноста конечно дознае. Значи, ние градот Скопје раководи со 4 работни смени, во случајов 4. Колку работници точно носи секоја чета не знам, ја немам таа информација. Нашата е една смена во бригадата носи 12 часа, почнувајќи од 7 часот до 19 часот навечер и наредната чета не менува, доаѓа од 19 до 7 и се така непрекинато. Значи е служба која работи 24/7. Доаѓаме, ги слушаме дневните заповести, понатаму следи физичката проба, следи тактичката. Нормално, како и секој човек, имаме и одмор, имаме и разонода, меѓутоа не е туку така седење и чекање на звончето, кое вели внимание,
и тек понатаму која адреса иде и каде треба да се упатиме на наредниот пожар, кои во случаеве годинава изненадувачки имаме преку 14 интервенции во текот на една работна смена, а тоа го нема по телевизиите, за жал. Ми кажа дека денеска се случува нешто зашто многу од колегите се ангажирани. Каде и што се случува? Има пожари? Па моментално не знам колку смеам да кажувам за тоа во ред да ги заштитиме и оние што ни дојавуваат за пожар од нормалните граѓани и да се заштитиме и себе си. Моментално најголемите пожари се носат на намерно палењето на нивите, ридишта, безброј континери кои се, нели, најмалата наша, тоест дефинирање на во службата на не знам како да го кажам. Најлесен пожар е, фала ти што ми помогна, малку се изгуби по разговорот. Но во случајов апел до граѓаните да прекинат со намерно палање, нека се потрудат, ако нешто им пречи, некако зачиста тој и некако во ред. Тука е веќе свеста. Имаме проблем околу тоа, да. Тука и ние се нервираме, но нема, не изгубивме живци. Да, изгубивме, веќе опоменуваме јавно и се меѓутоа тоа е тоа. И сега, значи дека имате ли вие простор за одмор, да се одморите? Еве, например, како што спомена, од 7 до 19 часа, си доаѓаш дома и, нели, ако има, не де Боже, нели, некој хитен случај, имате ли приватен живот? Како го пополнувате? Што ве исполнува? Што правите? Имаме приватен живот, сега камерата не може да покажете сопругата зад камерите, така да имаме приватен живот. Може да покаже. Така, ето, поздрави да не иде. Еве, да. Секоја чест. Секоја чест. Али на почетокот на прашањето ќе ти се врзам за тоа и најсуптилно како да го наречам сега, дали имаме одмор. Одмор, у принцип, никој не ни дал на нас одмор. Не се знае, нели, кога ќе затвони звончето и ќе рече внимание и ќе ја каже крајната дестинација кај што треба да се упатиме. Приватен живот имаме, но верувам дека сме по договор и сме совесни доколку настане нешто на глобално ниво, дека сите ќе се пријавиме како совесни граѓани, пошто тоа е нашето занимање. Имате и две дами веќе, нели, кои што Точно. работат, Вирче да ја поздравиме. Ни беше летово, да. Јас не ја запознав последен пат биту. Ето да искористам прилика и јас да ја поздравам пожарникарката Билјана Денчовска, која беше додека дојде колешката што ја споменав, единствената пожарникарка, па не случајно имаме во нашата чета. Ето така, баш моја колешка лично, така. Еве кога професиите не се делат по пол. Нели, она што обично знае да се прави, меѓутоа се менуваат работите. Кажа дека сите изданија отидоа. Ке имате ли ново издание на календарот? Се планираат ли други моменти во однос на пожарникарите и ваквите изданија? Може сакате да сте ангажирани за некоја реклама? Отворени ли сте за сите тие работи? Убаво и добродојдено и прашањето само по себе. Уште еднаш ќе го споменам Димитар Апостолов, нашиот фотограф кој се дрзна да го направиме проектот до крај. Како што и он веќе напомена, ова не е комерцијален продукт, е иштампан само во 100 примероци. 100 примероци отидоа народски како алва истата таа вечер, но за следен проект, како што ти напоменав, имам веќе контакт со пожарникарите од Македонија. Една пофалба и поздрав до нив, кај што имаме и текако моќни момци, физички и убави на изглед, кој што дадоа идеја 2020 да го направиме календарот на целата држава. Еден календар за целата држава. Значи не запирате. И отворено, тоа не е молба апел до сите агенции и компании, било што кои што се заинтересирани за оваа работа да изведеме до крај, апсолутно нека ми пишат слободно на Facebook, да и тоа да го направиме, како што го прави целиот свет, нели? Тоа супер кизеза ако после ова се инициира да се сликаат и останати професии, не за календар, туку да се активира на било кој начин. Апсолутно. Баш е добро кога луѓе во една професија ги гледаме во поинаква улога. Еве тоа е дури и во нашата емисија се покажало. Бојан те слушнавме, знаеме дека немаме време, ти благодариме многу. Али ќе ни дојдеш пак во следна прилика. Точно, патем да ви се заблагодарам, истовремено ќе сватам како ова ваша поддршка за службата и на вашата телевизија. Апсолутно, еве јавно. Ви благодарам искрено, затоа што ова многу значи и за нас и за нашите колеги кои што се малку споменувате по телевизиите. Јас, тука сме секогаш за да промовираме се и се што има. И да поддржуваме пред се, да. Апсолутно. Диџе Марио, ти благодариме, денес не забавуваше. Да, фала ти уште еднаш. Ќе се видиме пак во следна прилика. Ви благодариме и вам, драги гледачи. Утре 17 часот и 10, 15, 20 минути. Ќе бидеме точни утре, ветуваме 17 и 10. Чао. Довидување.